Благодарам, професорке, почитувани пратеници, ваши екселенции, ценети професори, драги студенти, судии, обвинители, почитувани присутни. Ова е можеби најважниот период за Република Северна Македонија, заради тоа што го започнуваме процесот на преговори. Тоа не треба да биде сватен како имагинарен процес, туку процес кој што треба да живее во државата, да живеат низ институциите и затоа треба да се употребат сите можни капацитети за да имаме успешен процес. Секако дека скринингот покажува дека имаме доволен капацитет да се продолжи со овие активности, меѓутоа ова е период во кој што сите ресурси, пред се човечкиот капитал со кој што располага државата, ќе мора да биде ставен во прв план. Секако дека еден од главните предизвици сега во државите се безбедносните закани и тие не се веќе конвенционални само безбедносни закани, туку се комбинирани со едни хибридни алатки и методи, вклучувајќи ширење на дезинформации, сајбер напади кои имаат за цел пред се да ги дестабилизираат, подкопаат општествата, да ги подкопаат владите, демократските вредности и функционирањето на државните институции. И во тој контекст и оваквите најави за поставување на експлозивни направи, на бомби и така натаму, спаѓаат во тој дел на хибридните закани. Целта на вакви напади е пред се да ги неспособат институциите, да се влие пред се на јавното мислење, да се загрози безбедноста на граѓаните, да се предизвика една општа дестабилизација, да се исцрпуваат безбедносните ресурси на една од државите и секако да внесе немири во нашите животи. Тоа е главната цел на оние кои што тоа го прават во секаде, па и во нашата држава. Морам да кажам дека Република Северна Македонија не е некој исклучок за вакви хибридни напади или така наречени лажни дојави за бомби. Таков пример на масовни дојави за бомби, за напади, имавме и во соседните држави, пред се во Србија, во Хрватска, во Црна Гора, меѓутоа и некои земји членки на Европската Унија или генерално земји во светот, пред се Нов Зеланд, Канада, Соединените Американски држави, Германија. И овие напади се зголемени пред се во периодот после започнувањето на воената агресија на Русија врз Украина. Секако мотивите за овие напади може да бидат различни. Заедничко им е тоа што рефлектираат и продуцираат страв и несигурност во општеството. Сите овие настани кои што се во државата се третираат исклучиво со една максимална сериозност, се преземаат сите активности кои што ја препознаваат и евакуацијата и постапувањето на сите надлежни органи и знам дека тоа уште повеќе предизвикува немир кај сите нас, меѓутоа тоа се протоколите кои што мора да бидат испочитувани без разлика на тоа колку е уверувањето дека таа дојава за поставување на експлозивна направа е реална или не. Преземаме и други така наречени оперативно-тактички мерки и активности, пред се значителното зголемување на активностите при постапувањето на полициските службеници. И ова бара еден реален, брз, ефикасен пристап на сите институции, не само на полицијата, тука и јавното обвинителство и сите кои што се инволвирани се со цел да одговориме првично на оваа закана. Секако дигиталната ера, глобализацијата ја зголемува моќта и брзината на овие хибридни закани, интензитетот и обемот на нивното делување. Секако дека овие се действија кои што се координирани, синхронизирани и насочени се кон ранливоста, односно кон слабите страни на таа избрана цел која што ја имаат. Нападите се најчесто и преку информацијски системи, што се покажуваат како особено ранливи.
потребно е сериозно градење на државните капацитети во делот на одбрана, еден многу поширок, по-интегриран, по-добро координиран одговор на сите овие предизвици на национално ниво. И мора да признаеме сите дека недоволно посветувавме внимание на опасноста од хибридните закани. И ако погледнете наназад, ќе видиме дека последните неколку години разговараме веќе за една ваква опасност. Дури сега ја цениме таа реалност дека може да бидат многу поопасни за едно општество отколку што се и конвенционалните безбедносни закани. Ние донесовме и неколку значајни стратегии и стратешки документи во овој дел: националната стратегија за компјутерска безбедност, стратегијата за градење на отпорност и справување со хибридните закани, стратегијата за компјутерскиот криминал. Сепак, еден од клучните фактори за успешна заштита, и тоа пред се на критичната инфраструктура на државите, е силната меѓународна соработка помеѓу земјите, агенциите за спроведувањето на законот во делот на успешно откривање и спречување на овие закани, затоа што криминалните активности најчесто ги надминуваат националните граници на една држава. Брзата размена на информации, споделувањето на искуства знае често да биде еден од клучните фактори за да можеме да се справиме реално и ефикасно во овој дел. Сакам да истакнам дека во првата половина од 2022 година регистрирано е зголемувањето на компјутерскиот криминал во Македонија, и тоа за значителни 48%. Ако го споредиме со истиот период од 2021 година, од вкупниот број на регистрирани дела, расчистени се 76 дела, со што е постигната некаде ефикасност од 67%, и ефикасноста е зголемена во овој дел за 10%. Сметам дека тоа се должи пред се на фактот што изминатите години се зголеми многукратно капацитетот и на човечките ресурси и на материјално-техничките средства за борба со овој вид на криминал, и во одделот за компјутерски криминал, и во делот на дигиталната форензика. Сепак имаме воспоставено и како институција прв ваков еден огромен центар, ИКТ центар во Прилеп, кој што е наменет пред се за заштита и чување на електронските податоци, кои што се не само на Министерство за внатрешни работи, туку и на други институции кои што сакаат да ги заштитат своите дигитални податоци. Многу е важно секој од институциите да превзема собствени мерки на заштита. Заради тоа што најчесто забораваме дека безбедноста не е една институција, безбедноста сме сите ние, секој еден граѓанин. Најчесто ни се случува да при вакви хибридни напади, сајбер напади и така натаму, сите реагираме кон одредена институција дека треба да не заштита. При тоа не знаејќи колку имаме основна инфраструктура која што може да допринесе за заштита. Во однос на, реков дека најважните работи се размената брза на податоци и на информации, и во тој дел е многу важна и таа меѓународна политичка соработка и колку државата, односно Министерство за внатрешни работи, е вклучено во сите овие активности. Морам да кажам дека од првиот момент на раководењето со Министерство за внатрешни работи ставам акцент на таа меѓународна соработка, и можеби на почетокот не се ствараше перцепција дека таа е многу важна, отколку тоа што ќе се превземе внатре во државата. Меѓутоа, сега откако доаѓаат и резултати од таа меѓународна политичка соработка, станува јасно дека без вклученост во сите регионални меѓународни иницијативи, без добра соработка со регионот и пошироко, не можеме да ги решиме глобалните безбедносни предизвици. Еве, ќе посочам неколку: миграцијата, ќе посочам тероризмот, транснационалниот криминал. Ако добро не сме поврзани меѓусебно, ако немаме добра размена на податоци и информации, тогаш не можеме да бидеме дел од земји кои што може да бидат кредибилен партнер. Така и
МПАКТ, Европската мултидисциплинарна платформа против криминални закани е една од платформите кои што ги користиме и на кои што сме вклучени. Секторот за меѓународната политичка соработка при Бирото за јавна безбедност представува единствена контакт точка за официјална размена на информации на органите надлежни за спроведување на законот на Република Северна Македонија. И овој сектор практично ги обединува сите тие канали на меѓународна политичка соработка. Дали е соработката со Интерпол, со Европол, со СЕЛЕК, странските политички офицери за врски кои што се акредитирани во Република Северна Македонија. Северна Македонија членува во Интерпол од 1993 година, од кога е овозможен и директен пристап за користење на сервисите и алатките кои што се на располагање на сите 195 држави членки на Интерпол. Имаме свој представник во Интерпол, имаме секундирани работници во Генералниот секретаријат на Интерпол во Лион, на работна позиција координатор за менеджирање на бази и податоци при Директоратот за оперативна подршка и анализа. Ова само покажува за кредибилноста на институцијата, односно и на државата во рамките на Интерпол. Со влегувањето во сила исто така на договорот за оперативна и стратешка соработка на Република Северна Македонија со Европол, интензивирани се оперативни стратешки активности за поголема застапеност и учество на нашата држава во активностите на Европол со цел да може да ги користиме и услугите и продуктите кои што ги има Европол и со кои што располага. Исто така, Република Северна Македонија отвори биро за врски во седилиштето на Европол во Хак во Холандија, каде што е упатен наш офицер за врски. Во 2013 година е воспоставена Сиена апликацијата како безбеден канал за размена на информации. На тој начин се овозможи интензивирање на оперативната соработка со Европол, со земјите членки на Европол и третите партнери за соработка, при што е забележан еден континуиран раст на инициирани случаи и размена на пораки преку ова Сиена апликација. Еден од позначајните продукти при чија изработка со свој придонес учествуваше и нашето Министерство за внатрешни работи изминатите години е извештајот за проценка од закани од сериозен и организиран криминал на Европската Унија, кој што ги дава базите врз основа на кои Советот на Европската Унија ги усогласува приоритетите во областа на организираниот и сериозен криминал. Секој од овие приоритети е преточен во повеќегодишни стратешки акцијски планови, кои се дефинират и целите кои што треба да бидат постигнати. Инициирани се оперативни акцијски планови и МПАКТ проекти со цел да се координираат активностите на земите членки и организациите на Европската Унија преку идентификуваните закани. Тука сакам да ја споменам соработката со Центарот за спроведување на законот на Југоисточна Европа СЕЛЕК, кој представува меѓународна организација за спроведување на законот основана со договор кој ги соединува ресурсите и експертизата на полициските и на царинските службеници, кои пак ги издружуваат своите напори за поефикасна борба против прекограничниот организиран и сериозен криминал. Како наследник на СЕКИ, Центарот од 1999 година е основан СЕЛЕК и дава поддршка на своите 11 земји членки, меѓу кои што е Република Северна Македонија. Ја зајакнува координацијата во превенцијата и борба против криминалот, вклучително тука и транснационалниот организиран и сериозен криминал. Оперативните активности најчесто се спроведуваат преку оперативни групи кои разгледуваат прашања кои што се поврзани со трговија со дрога и оружје и луѓе, украдени возила, криумчарење, царински измами, финансиски, компјутерски криминал, тероризам, безбедност на контейнери, криминал поврзан со животната средина и околина. Со цел да се обезбеди една константна поддршка на земите членки, СЕЛЕК обезбедува мултинационална експертиза на службите за спроведување на законот во Југоисточна Европа, нудејќи има посебната платформа за размена на информации и барање за помош преку офицерите за врски на сите земји членки упатени во седиштето на СЕЛЕК. Таму имаме и наш офицер за врски кој што работи и имаме една од трите менаџерски позиции кои што се во СЕЛЕК, тоа е директорот за внатрешни и правни прашања,
кој што е од Министерството за внатрешни работи. Што се однесува на до учество на Северна Македонија во Емпакт во 2022, споредено со минатите години, бележиме еден примерен напредок. Во 2022 година воспоставена е националната структура за спроведување на активности во рамки на оваа платформа преку назначување на национален координатор за Емпак и негов заменик, именувани се и контакт точки по различни приоритетни криминални области и по оперативни акции од различни институции кои што се надлежни за спроведувањето на законот. Тука се председ Царинската управа, Државниот инспекторат за животна средина, и во оваа година учествувавме во 9 оперативни акцијски планови и во 26 оперативни акции во рамки на приоритетните криминални области, криминални мрежи од висок ризик, компјутерски напади, трговија со луѓе, сексуална експлоатација на деца, кријумчарењето на мигранти, недозволена трговија со синтетички дроги и прекурзори, организиран имотен криминал, криминал врз животната средина и трговијата со оружје. Учествувавме и во заеднички акцијски денови во области за еколошки криминал, фалсификување документи, илегална миграција, кријумчарењето на мигранти, недозволена трговија со луѓе со цел сексуално искористување, присилување на криминалитет и питачење, криминал со моторни возила, илегална миграција, фалсификување документи и други оперативни акции, од кои поголем дел се во областа на недозволената трговија со оружје. Овде нема секако да се застане заради тоа што постојано доаѓаат предизвици кои што ја тангираат оваа област. Во 2023 година пријавено е учество на 12 оперативни акцијски планови и во 108 оперативни акции, што представува неколкократно зголемување во однос на тековната 2022 година. Најсериозно фатени области на криминал се недозволената трговија со дрога и оружје, компјутерски напади и криминалот врз животната средина. Тие се клучните работи кои што ќе се операционализираат практично во 2023 година. Северна Македонија ќе биде ко-лидер во 4 оперативни акции, од кои 2 во областа на недозволената трговија со оружје, една од областа на недозволена трговија со дрога и една од областа на кријумчарење на мигранти, чии што подносител е Република Северна Македонија. Ова активност беше припознаена и прифатена од носител на оперативните акцијски планови за кријумчарење мигранти, беше вметната во наредната година. Последниот квартал од оваа година, односно првиот квартал од 2023 година, планирана изработка на стандардни оперативни процедури за учество во Емпак, согласно препораките и добрите искуства од другите земји членки. Со тоа се очекува да се постигне еден формализиран пристап, подобра комуникација, јакнење на мултиагенцијската соработка и поефикасно учество во активности кои што се вградени во оваа платформа, и во фаза на изработка е националниот акцијски план во кој ќе бидат содржани сите оперативни акции за кои што Република Северна Македонија ќе учествува, со детален опис на секој од оперативните акции, вклучените чинители, клучните индикатори за успешност и слично. Во натамошната фаза е планирано вклучување на други институции, како што се финансиската полиција, управата за финансиско разузнавање и други, така да ова едно широко поле, може би бев малку и подолг и екстензивен, ама тоа е најкратко што можеме да го кажеме со што се занимаваме и со што работиме во изминатиот период. Благодарам на внимание.